Губење на апетит, а губење и на квалитетот на сон се чести состојби во летниот период, велат нутриционистите. Летото е тешко поради високите температури, па затоа не е време ниту за тешка храна. Тие велат дека најчесто можеме да си помогнеме со внес на нутриенти богати со вода, кои би помогнале во регулирање на телесната температура, како и често пиење на многу вода. Најчесто во лето апетитот ни е многу намален, посебно кога температурите се екстремно високи, поради тоа што нашето тело се труди да ја регулира температурата со намалување на телесните функции кои создаваат топлина, а еден таков процес е и варењето на храната, односно дигестијата. Бидејќи овој намален апетит е надвор од нашата контрола, можеме да си помогнеме само со внес на нутриенти богати со вода, кои би помагале во регулирање на телесната температура. И сега освен намален апетит, намален е и квалитетот на сон поради топлото време, па затоа се препорачува до вас во текот на ноќта да имате и шиша со вода, која би ја конзумирале во текот на ноќта доколку се почувствувате дехидрирани. Најчесто околу 2 до 2,5 литри вода губиме во текот на денот преку потење, мокрење, дишење и сетес, па ако на дневна база во нормални услови треба да се пие по 6 до 8 чаши вода. Во лето, особено за време на топлотни бранови како што е сега, поради зголемената брзина на губење на течности од телото, треба да го зголемиме и внесот на количина на внесена вода. Меѓутоа, тоа не мора да е директно испиена вода, туку може да се вклучи преку намирници богати со вода. Нутриционистите советуваат храната во лето да изобилува со овошје и зеленчук во сите бои, ладни супи од зеленчук, јогурт, лесно сварлива храна, а да се избегнува храна која содржи поголеми количини протеини, како и храна која содржи многу сол или шеќер, бидејќи дополнително го дехидрираат телото.